Почитувана председателка, очигледно, како што рековте, не можеме да се разбереме, но македонската јавност и експертската јавност нека суди што е мериторно, а што е она што вие велите дека комисијата требало сама да го реши. Што значи тоа дека самата требало да го реши? Првиот пат нели го решава сама? Го решава. Вториот пат требало сама да го реши. И контрадикторни сте, бидејќи велите дека кога ќе дојде втор пат предметот кај вас, вие веќе самите го решавате. За да после тоа речете дека има имотно-правни барања, односно жалби и предмети, кои што се по трет и по четврт пат, бидејќи првостепените органи не постапувале. Имате надлежност да си ги прибавите сите докази повторно и да ги задолжите овие странките кои што се заинтересирани во постапката да си ги прибавите самите доказите. Со начелото на сервисна ориентираност кон странките не значи дека неукоста на одредена странка треба да биде недостаток при остварување на соодветните права согласно закон. Контрадикторни сте, а во она дека мериторното одлучување било тоа како што вие го толкувате, ќе цени експертската јавност и со тоа вие лишувате одредбата дека со вториот пат доаѓање на самата жалба треба да го решите според мене мериторно, а вие велите самите да, еве нека е вашето, самите да го решите, но кој ви го решава во првиот пат ако е така? Ова теза не ви држи. Самите сте контрадикторни и затоа констатирам дека согласно овој извештај е истиот од минатата година и имате предмети каде што не постапувате согласно вашите надлежности. Ги враќате по трет, четврт, пети, шести пат предмети за кои што треба самите да одлучите. Затоа ќе ве замолам во наредниот извештај, кој се надевам ќе биде многу побрзо, да видиме дали во 2021 година во самиот извештај ќе внесете колку вакви предмети имате по трет, четврт, пети и шести пат. Без да навлегуваме во суштината на самите предмети, но да видиме бројка, еве, доколку се повикате дека не можете да ги дадете податоците за какви предмети станува збор, за кои предмети, колкава е бројката на вакви предмети, кои што не се решени согласно закон. А вие, исто така, од овде повикавте дека сте апелирале за усогласување на законските решенија. Што конкретно имате по ова направено, доставено до овој законодавен дом, стручно мислење, стручна насока, во кој дел треба да се изменат и кои закони требало да се изменат за да се усогласат она кое што вие велите дека мериторното е сосем различно и не е оно мериторно решавање за кое што ние тврдиме дека е, и вашето толкување дека станува збор за кога втор пат ќе се врати, самиот да го реши. Ви благодарам.